Развивањето на емоционалната интелигенција преку будност и свесност за сопствените чувства го развиваат успешниот начин на однесување, пред се кон себе си, потоа кон семејството и преку него во општеството. Ова е само дел од книгата Агресија до љубовта, природата на човекот, развој на телото, умот и духот на психологот Теодора Костовска и професорот Методи Чепреганов, чија промоција синоќа се одржа во Домот на културата во Струмица, а воедно држа и трибина. За книгата Костовска изјавува: "За мене среќен е оној кој што успеал да го спознае својот непријател." Сивен човек станува секој оној. Прво мораме да знаеме дека секој е даруван со нешто. Секое родено дете е дарувано со одредени таленти, афинитети, одредена предиспозиција. Ако тоа главно родителите кои се во окружувањето не го препознаат добро и не го негуваат или не го научат детето тоа да го негува, тоа ќе се чувствува понатаму баш заради неискористениот капацитет внатре или даруван талент, ќе се чувствува виновно. Ние многу малку зборуваме на чувство на вина. Чувството на вина не прави агресивно. Професор Чепреганов е со став дека агресијата и самоувереноста се чувства кои доминираат, ја поматуваат свеста и интуицијата. Потиснувањето на емоциите го пореметуваат рационалниот и реалниот пристап и погледот воопшто кон животот. Мигот зависи од многу фактори, за кои ќе бидам слободен да го цитирам мојот професор во Париз, кој велеше: има инпут и експут. Она што сум ставил во мене во тек на мојот живот и она што го јас креирам и продуцирам према назад. Во кој спаѓа агресијата и љубовта, јас ќе кажам. Оти тоа е више експресија на нешто што јас го носам во себе. Како ќе го кажам, тоа е другиот дел на играта. Во тој експут најглавниот проблем на мајката Земја планета, тоа сме го заклучили со неја и затоа ги напишуваме овие книги, се вика екологија на духот. Тоа е интерперсоналните односи. На синокешната промоција на книгата пред струмичани, паралелно авторите одржаа и трибина, на која ги истакна најважните моменти кои се клучот за успехот на делото.